Секоја вечер, два пати неделно, полската експертка за инвестиции Марлена Ичингер посетува часови по украински јазик. Знае англиски и кинески, но сега сака да го научи јазикот на соседната земја. Понекогаш полскиот и англискиот јазик не се доволни за комуникација. Сакав да добијам некои основи само за да се поздравам и да ја знам азбуката за да можам барем да прочитам имейл и да се обидам подобро да комуницирам. Часот по украински јазик на кој присуствува Ичингер е иницијатива на Деловниот консултантски центар за украинците во Варшава. Тие организираат неколку полско-украински настани, веќе организираат часови по полски за украинците. Сега гледаат интерес за украински од пољаците. Како што на украинците им треба полски, така и на пољаците им треба украински. Тоа помага подобро да се разбереме и да комуницираме поефективно. Не очекувавме дека ќе има толков интерес. Оваа група започна да учи украински пред 2 месеци. Вообичаено на курсот присуствуваат по 10 луѓе. Тие веќе може да кажат некои едноставни фрази на украински. Сакате кафе со млеко или чај со лимон? Јержи Вржежински е професионален преведувач. Тој одлично знае руски, но сака да избегне да го користи додека разговара со украинците. Сакам да го научам украинскиот јазик и да разговарам со нашите гости на нивниот јазик. Ке биде тешко веднаш да говорам, но барем ке го разбирам. Според Вржежински, дури и за професионален преведувач, учењето украински бара многу работа. Учителката по украински јазик, Оксана Пестрикова, признава дека полскиот и украинскиот јазик имаат сличности, но тоа не го олеснува процесот на учење. Јазиците се граматички слични. Исто така, полскиот и украинскиот јазик споделуваат околу 70% од заедничкиот речник. Но тоа понекогаш го отежнува учењето, затоа што многу слични зборови значат едно на украински, а друго на полски. Петрикова има 2 онлайн групи, проект од непрофитната организација Украинска куќа во Варшава. Таа не уверува дека интересот за украинскиот јазик е зголемен откако започна војната пред повеќе од 1 година. Студентите учат од различни причини. Например, волонтери. Некои веќе се запознаени со украинскиот јазик од слушање, но не го зборуваат. Имаме и 2 групи полски наставници со украински деца во нивните училишта. Сакаат да им е полесна комуникацијата со децата. Според образовната платформа Duolingo, во текот на минатата година Полска стана 3-та земја со најмногу изучувачи на украински по САД и Велика Британија. 1,3 милиони луѓе почнаа да го изучуваат јазикот по февруарската инвазија. Например, во САД, украинскиот пред почетокот на војната беше рангиран на 36-то место, а по почетокот на војната скокна за 14 места во рангирањата. Рускиот јазик ја губи својата популарност, покажуваат податоците на Duolingo. Во 2022 бил рангиран на 9-то место на глобално ниво. Сега падна на 11-тото. Бланко забележува дека интересот за изучување на украинскиот јазик останал конзистентен по 15 месеци од почетокот на руската инвазија врз Украина.